само да кажам. Еве имам пред мене стратегијата за проширување на Европската унија, која што е усвоена од Европскиот парламент со 385 гласа за, 147 против и 98 воздржани. Нигде во овие 7 страни документ не се спомнуваат билатерални спорови. Да, се нотираат и позитивни и негативни забелешки во однос на сите држави кои што се добрососедска политика, не е да, добрососедство. Но нигде овде не се спомнати идентитетски прашања. Нигде овде не се спомнати билатералните прашања. И ова е сериозен чекор напред во процесот визави она што нас ни се случуваше до пред две години. Заедно со изјавата на Вајц, ја мислам дека полека во ЕУ се променува поларитетот и луѓето сваќаат дека тоа што нашиот истосен сосед го бара од нас е далеко од европски вредности. Добро. Далеко од европски критериуми и од се останато. А зошто ако не се спомнуваат билатерални спорови сме закочени? Тоа ќе ја прашате претходната влада што не, добро, еве, вие викате дека никаде во Европа нема билатерални спорови. Океј, добро, нема. Зошто тогаш не ги почнеме преговори? Ама зошто мора, зошто постои тоа мора да го изгласаме. Не мора. Ама треба да ни зошто постои вето од нашиот источен сосед во однос на процесот на преговори. Постои вето за билатерално прашање. Добро, кој што не е дел ниту од Копенхашки критериуми, ниту од вредности на Европската унија. Не, зошто ако не е Европската унија, бара ние тоа да го потпишеме? Од кои причини бара? Зошто претходната влада прифатила нешто што оваа влада се обидува да го коригира. Добро, се обидува. И гледаме дека до сега успешно се справува со процесот, само и ти ги пофали. Јас велам, ако успеат да го продолжат понатака процесот. Вие велите дека никаде не се спомнуваат билатерални преговори. Точно е. Стратегијата за проширување на Европската унија. Тогаш зошто Европа не рече готово, добро, одиме понатака? Зошто не тира да го... Вие знаете, господин Генчев, дека Европскиот совет во многу наврати носови политички одлуки, така да во рацете сега се на Советот на Европската унија. Не, само да се објасним, ова е прв чекор. Нас сега нова стратегија ни следи акционен план за исполнување на стратегијата. Да видиме во акциониот план што ќе пишува. За сега и барањето на Вајц и оваа стратегија одат во интерес на Република Македонија и на нашата надворешна политика. Да го видиме акциониот план и да видиме после што ќе зборуваме и како да зборуваме. Но за сега и едното и другото јасно кажуваат дека билатералните прашања треба да се стигнат од дневен ред во процесот на пристапување кон Европската унија. Нешто што ние со години го зборуваме. Пак ќе кажам, политичка ќе биде секако одлуката, се е во рацете на Европскиот совет. Господин Седрак, како гледате вие на многу долго, ја ќе треба да зборам 10 минути. Добро, во интерес на времето да сега не, треба работите да стават како што треба. Значи вака. Овој муабет е супер фино, ама тоа не е интересно на гледачите да влагат во техникалијата на членовите, на членови, на членови. Сега, генерално, јас сум суверенист, не сум роден тука во Македонија. Они сигурно се родени тука во Македонија, ги гледат работите од друг аспект. Јас го гледам дека било кој човек е мој комши да влага да ми рече дека во твојот учебник на историја треба да пишуваш ова или ова, јас природно го одбивам, затоа што сум суверенист. Било кој што прифаќа, било кој да му кажува што треба он да прави внатре во држава, во мешање во внатрешни работи на државата, така да ја тука не се согласувам со целиот овој искрено филм. И сега прашањето за промена на уставот е најголемо. Сега прашањето на не, да збориме така треба да збориме за референдумот, што не е успешен референдум и не треба да се промени името на државата. Значи не можете да зависете на збор на ниту една држава, што ти кажува, вие промените ги името, па после ќе влеземе. Спомнувате Меркел. Па гледаме денеска како изгледа Германија. Германија по политиката на net zero ја убива индустријата во Германија. Затварање на фабрики. Кога предупредуваме да не се затварат нуклеарните реактори за енергетиката, кога предупредуваме дека ќе има многу лоши последици во Европа како индустрија, како се, е сега дадове целиот ноу-хау на ретки материјали е во Кина. Целиот производството на енергенците се надвор од Европа. Они по политиката на net zero да ги намалуваат емисиите, они не ја намалува, они ги селија у Кина. Резултатот на тоа бизнисите во Европа станале неиздржливи. И сега бега капиталот оди во САД заради ефтините, да кажеме, струја и енергија, бега во Кина заради ефтината работната сила. Во Европа не остана ништо. И сега ние како држава треба да влеземе во Европа, гледам дека Европа единствено е нашиот пат, за да може да стигнеме до таму, треба да поминеме низ отворниот Балкан или Open Балкан, за да може да стигнеме до
единствениот пазар, ама проблемот дека додека ќе стигнеме нема да го има пазарот. И сега кога стана збор тука, вака пластично го кажувам, Македонија што е повеќе од идентитет. Што се располага Македонија повеќе од своја или незината идентитет. Ништо. Не сме најака држава во било каква индустрија, не сме најака држава во било што земјоделие, не. Единствено што го има е идентитетот. Јас сега треба да го давам идентитет за некој, се ќе ви кажам последно, искуството од вакво нешто со паралели што се направи во Израел, Либан, Сирија и Турција. И сега, некој што влага во таков процес и нема прочитано овие 4 паралели, не треба да се занимава со политика. Затоа што првиот ден ќе почна да ви кажува говор на омраза против малцинства. Тука треба ова да се промени, ќе завршува тоа после 20 години на ликови што имат, например, извршено лоши работи кон македонци пред 100 години, да стануваат после 20 години национални херои. Така да, ајде да збориме за суверенитетот и како може да го решаваме тоа, чувајќи нашето идентитет. Затоа што ја и сега грешката тука, дека во изминатите 7 години требаше да развиваме одреден левредж, со тој левредж да притискаме ние другите сега држави, не мора да се соседите држави, може држави во Европа, пријатели, сојузници, да истакнеме некој пријател, што може да ни помогне во ваква ситуација. За да после да дојдам на крај да бидам ја предмет, што ќе ми кажува другата Бугарија или Грција или било која држава да ми кажува дека не да упрустиме, вашата порака е накратко во делот на ЕУ? Значи апсолутно да не се прифаќаат уставните измени. Апсолутно. И народот не сака да ги прифаќа, да ги сака народ да ги... И по цена да останеме надвор, така од... Ама не е цената на тоа оставање надвор, тоа има друго да се митигира, ако се вика mitigation. Ама не е тоа останање надвор од ЕУ. Работава дека ако дозволите, значи ако дозволите на мала промена вака, за 20 години нема да има идентитетот на држава и толку. Добро, тогаш кое е решението според вас? Дали се тоа стратешки договори, како ние да се, рековте, немаме индустрија и така натаму, како ние ќе успееме да... Ние сега има дел го игнорираме ние на почеток на случувањата во Блиски Исток е миграцијата на капиталот. Значи моментално се случува петата миграција во светот на капиталот. Првата беше Либан, втората тогаш беше Кипар, после беше Бахрен, после беше Дубај, парите на светот тамо, нели? И сега со настаните што се случуваат, што нема таму таа безбедност што ја имаше порано, се селат сите одат во Сингапур. И денеска со иселувањето на капиталот до Сингапур, иселувањето на индустријата во Кина и во Америка, иселувањето на, гледате, демографските промени. Може ли Македонија да стане привлечно место за големите инвестиции светски? Не може инвестиции светски да има тука, затоа што има корупција. Има корупција, тоа е друга приказна. Значи нема начин како да стигне инвеститорот. Инвеститорот за да стигне во Македонија треба со виза да стигне, така? Значи он може не, без виза влага, но после треба да живее тука, треба да извади виза да живее тука. Но не може да извади визата, како може да дојде да инвестира? Така да не, треба ние врска со Европа, ние да се средиме нашиот двор, ние да се средиме во корупцијата, да се средиме со владењето на право, да се средиме со добро владењето на институциите. И да влеземе или да не влеземе? Да, се средиме ние и кога ние дозволи да довршам, не ве прекинав вас, не него. Чекај до крај. Ама ако даваш да збориш, да зборам ќе кажам. И сега кога јас ќе ги решавам овие 3 проблеми, кога јас ќе креирам некаков мини единствен пазар во рамката на отворениот Балкан, они ќе ме тропат на врата, кога гледат дека јас сум функционален систем, да ми кажат повели да бидеш дел од семејството. Се додека јас сум корумпиран, не сум додадна вредност, не сум added value за никого. Што кажете вие сега, еве што вие поддржате тоа, што има придобивка Европа од Македонија ако влага утре? Не, јас само реков дека треба да бидеме искрени. Дека ако го прифаќаме овој став што го кажувате вие, тогаш треба да бидеме искрени да го кажеме, а не од една страна да преговараме, да викаме да, добро, имаме интерес, сакаме да влеземе 70% од луѓето. Секако имаме интерес да влеземе.
Па сега рековте дека немаме се. Имаме или немаме? Не, го кажав многу јасно. Имаме или немаме? Значи, ние имаме интерес да влеземе во Европска Добро. унија, додека стигнеме до Европска унија, Добро. треба да работиме на корупцијата, на борбата против корупцијата, на владењето Точно, на право, на доброто точно. владењето на се. А со Кога ќе со станам? протоколите, се видите, јас ја испаѓам дека бранам нешто. Не, јас сакам јасно да кажеме, не го сакаме вториот протокол. Точка, и да кажеме не го прифаќаме. Јас Ама кажувам јасно е дека кажано. добро, Јасно е ако е кажано, кажано. во ред. Нема уставни Секој ден измени го под кажа. овие услови. Добро. Не, Тоа го прво зборуваше, беше пред тоа го изборите. зборував јас и Во пред избори и кажувате сега. вие, сега Го ќе ви зборуваше и кажам ВМРО ДПМН пред Само избори, го малце, зборуваше и само сега. малце, дозволи. ВМРО Значи, немојте да молам сега. само малце. ВМРО ДПМН пред изборите велеше нема бугари во устав. Под овие услови. Тоа велеше под овие овие услови. услови, да, и сега го викате. Сега вели нема бугари во и може да има бугари во устав под услови да се прифатат пресудите од Страсбур, да се прифати еве вториот или друго. Значи пред изборите реториката и после изборите на реториката не беше иста. добро, ма што е проблемот? Ја не сум убеден дека не е тоа е проблемот. Извинете, вака, не е ако Јас има- и проблемот. пред избори зборував дека ние имаме 14 пресуди во Страсбург, кои што Добро. нашиот источен сосед Добро, не ги. не Еве ги кога прифаќа. гесна добра воја, Добро. една нека прифати. Не, јас викам да ги две прифати резолуции има во сите. бугарскиот Јас парламент. ги- Еве како јас гесна добра воја, велам да нека ги повлече прифати барем сите. една од двете. Јас не сакам да бидете Немојте вие ме молам. патриота, јас не. Ама ја не зборувам за патриоти, јас зборувам од принципи. Само малку, Самуил. Јас велам да ги Немојте се прифати вие сите. Тоа време на патриоти и Само малку, правници Нека заврши кажем пред малку, 10 сепак години. само право на малку, мислење. дозволете. Јас велам да ги прифати сите пресуди од Страсбур. Ама од вас барам да ми кажете, може бугари во устав или не може? Под овие услови не може. Под овие бугари во услови не, а под други Што под ќе правиме, кои што услови ќе може? правиме утре, ако 3 мај побараат да биде државен празник во Македонија? Епа, тоа пробав да овие кажам. услови не може. Ама тоа е поентата. Под овие услови Ајде, не одговори може. ми. Јас се Дали ти се согласувам. сложуваш 3 мај да биде државен Не празник се во согласувам. Република? Епа, што правиме тогаш значи, мора? под овие Кажа, услови завршена не може. приказната. А под услови да се прифатат одлуките од Страсбур може? Под овие услови не може Не вака под овие. поставена Не, вака. состојба. Да се Јас цело постават време како зборувам вие што кажувате дека условите. билатерални прашања не треба да се Оф, дел од леле, процесот мајко на преговори со Значи, Европската унија. Така е. Под И услов тоа го да ги зборувам исполнат од не сите знам колку услови време, што не знам што кажувате не е вие. јасно. Не, под услов да ги Не знам исполнат што не е сите. јасно. Еве, Добро, ова не ми добро. е јасно. Јас би сакала да Вие преминеме- вела само малку. Сега Вие ти кажам велите што е Генчев проблемот. Проблемот е што е ужас без крај. И амандманите на бугарските пратеници во Европарламентот укажуваат ние да го сменим уставот. На секој следно отварање и затварање на Ама преговори. јас се согласувам. ние ќе имаме- Јас велам да Што е не тогаш го проблемот? да ги прифатат сите Добро, пресуди од Страсбур. веројатно во моментов Но јас ве ситуацијата се крши прашувам, околу тоа со колку е предвидлив прифатени- нашиот пат само кон малку, со Не е Европската унија. прифатлив, ова е ужас без крај. Тоа е Добро, поентата. Со веројатно прифатени- тоа треба Вака да е се ужас без процени. крај. Да. Офле. Со прифатени сите пресуди од Страсбур, може бугари во устав или не може? Не може. И со прифатени Не може. Зошто вака како што е ставен Дека вие процесот, под кои услови Не ја може? кажав како гест на добрососедство. Добро. Еве нека повлечат една. Добро, со Они не го гестот на прават една тоа. има може бугари во устав, пак не може. Не може. Така, Зошто? добро. Зошто на така, секое така. отварање и затварање Тогаш- на поглавијата, тогаш- вие ќе имате вето со ваква политика која што Добро. води нашиот источен сосед према нас. И не е проблемот дали ние ќе ставиме 3.500 бугари во устав или не. Проблемот е на негаторската политика на постојање на македонски јазик, Добро. македонски јазик Се и македонска согласувам. држава. Од пред Сан Стефанска Бугарија до денес Точно во се континуитет. добро. Тоа е така проблемот во Ако не процесот. постои таа негаторска политика, тогаш може бугари во устав. Може, зошто да не? Така, тоа сакам да. Ама треба да се одречат од така, тоа сакам. 3 да децении, слушнам, дека 4 може. децении, 5 Добро. децении негаторска политика не се одрекуваат, тоа е Добро, проблемот. па, Не, јас викам Епа не треба се да одрекуваат. Одиме на следната тема во интерес на времето. Сепак ќе дозволите, мислам дека ги кажавте вашите ставови. Колку е реално оваа година да имаме предвремени избори? Лидерот на СДСМ и денеска зборуваше за Скопска иницијатива со регионални сестрински партии, тој меѓународен состанок што го најави, ќе биде заради потпишување на заедничка платформа за борба против, како што велат од СДСМ, авторитарни режими, борба со корупција и европска интеграција на регионот. Дали е ова најава за позасилен ангажман на опозицијата за барање, не знам, на предвремени избори, дали реално
реално може да се случи тоа? Што значи засилен ангажман? Не, извините, ви прашувам вака затоа што кога се најавуваат. чекајте, ама се до вчера биле на власта, така да вака се Секоја мислам дека опозиција со легитимно последно право да се тоа бара предвремени избори, нели, тоа се видете дел вака од не, политичката затоа што ако гледате секоја држава, се кажам секоја сериозна држава, не зборам за другите држави што се сериозна држава, треба да се гледа националните интереси на државата. Треба да се гледат државните интереси. Тоа треба да водиме сите нас и сите граѓани да го живеат секој дневен живот нивен. Не лични интереси. Така да, мислам дека немам време да кажуваме ние колку години се вративме назад со ваков вид на владењето. Така да, да го скок не вас. Тоа е проблемот, господин Сидрак, да се договорат за некои елементарни затоа што национални прашања. кога правиме истата работа со истиот начин, со истите параметри и истите луѓе и очекуваме различен резултат, тоа значи ние имаме проблем. И затоа, ја мислам дека ако треба некој да повикува на избори, може ако излегуваат некои 10 нови партии да повикуваат на избори и се. Ама ваков начин не. Треба да се сменат сите и да се прави нешто поново, тогаш, да, зборам за повикувањето на избори. Инако не верувам дека воопшто сега може не да имаме избори, не верувам. Има сега поголеми проблеми, треба да се сочуваме со нив. Прво, зборуваме во енергетиката, во економијата, корупцијата и сите овие работи, за после тоа, сега не моја одлука, не ни, значи тоа ваша одлука, вие треба да одлучите. Не, Мислите мислам дека политички дилетантизам е вие во една ваква сериозно сложена меѓународна позиција, вие да барате предвремени избори. Мислам, стварно е политички дилетантизам од страна на СДСМ и ја не гледам ништо добро во нивните намери, освен сурова желба за власт. Поготово што анкетите се дека се движат околу 5-6% рейтинг. Мислам, стварно, тоа може добро да звучи за внатре партиски да се мотивира, што гледаме дека не му оди баш добро на Филипчин, раководството на СДСМ. Оти секој ден се помалци, не може да извршен одбор да состават, а не па нешто друго. Во секој случај, мислам дека годинава нема да имаме предвремени парламентарни избори. Премиерот јасно кажа дека тоа не е никаква опција во овој момент на маса и не треба да е во вакви сериозни сложени меѓународни обкружувања во кои што не е само регионот и целиот свет. Визави она што они го зборуваат за режим, мене тоа помалце ми е смешно. Вие да исклучите два видни члена од своето членство во партијата за само 2-3 изјави по медиуми, од една страна, од друга страна да обвинувате за некаков си режим, сам страшно смешно и е испод секој ниво за дискусија. Па ги случија Шилегов и Јован Деспотовски за тоа што јавно ги критикуваја. Што е тоа ако не режим, внатрепартиски режим? И се го не излегуваат и обвинуваат за некаков друг режим. Мислам, стварно е смешно и глупаво сето тоа. Само на вас да ви коментирам нешто. Значи, ја не сум против, кога рече, се прават избори колку што сакаме да ама секој избори ги прави ова држава, кочи се и бизнисите, и економијата, и напредокот, и Европската унија, и се. И сега, докаде ќе биде тоа избори? Па локални, па председателски, па парламентарни, па. А ние не може да работиме. Значи, фирмите не може да работат од држава. Нема ниту значи, да кажеме на саглам бизнес, не може да работи. Обично има избори предвремени кога тоа на власт одговара, бидејќи тие го имаат мнозинството во собранието. Чеки бете и сега и одговара на власта. Па со овие анкети ВМРО ДПМН преку 60 пратеници чуди. Апсолутно сега и одговараат предвремени избори на власта. Ама малце поинако ги поставуваат работите некои други или државните интереси ги поставуваат пред партиските интереси во овој период и викаат нема да има избори, одиме да се справиме со кризата, да продолжиме со стабилизација на државата и да продолжиме со реформите. Тоа се пораките кои што секој ден ги испраќа. Ако можам да кажам, реално гледано, значи со оваа вака ако остане ВМРО ДПМН може уште 100 години да владее. Меѓународна заедница него притиска, има можност да демонстрира патриотизам преку неприфаќањето на уставните измени, тотална контрола има на целиот јавен простор. Опозицијата во овој момент по број на пратеници најголема опозициона партија не е ни СДСМ, туку е веќе и ДУИ, одлично му доаѓа тоа на Мицковски, има етничка опозиција во секој момент, концепирајќи го како противник, СДСМ не може да се снајде
не може да се снајде во тие прокси ситуации кои што ги наметнува, кои што се наметнуваат со Уставен суд, со Весна Јаневска, со овие работи, не може да реагира, затоа што ако реагира ќе биде непопуларна, вака ќе мора да ќути, вика дека запрел европскиот пат на државата, народот убаво боли за европскиот пат на државата и тоа прави да во оваа ситуација тоа им е одлично на власта. Единствена замерка само да довршам, единствена замерка што ја кажува опозицијата, сте го блокирале европскиот пат. Реално гледано, јас не би се согласил со тоа. Меѓутоа, кога веќе народот така сака и така, народот, слушнете ги било во коментари во ова вона, реално гледано, за Европска Унија да ти биде главен лајт мотив да го кажуваш дека е запрен европскиот пат, што е запрен од Бугарија, во ред, еве јас ќе бидам патриот, е запрен од Бугарија, но во овој момент, во ситуација кога опозицијата само тоа го кажува, а народот 90% од што го слуша реално во концепцијата, во концептот, вели баш ние гајле за Европска Унија, тоа е ситуација ваква каква што е сега, уште 100 години ќе владее. Како гледате, господин Седрак, за тоа како се порано ВМРО кога беа во опозиција критикуваа СДСМ дека премногу им попуштаат на ДУИ и така натаму. Сега обратно ДУИ се тие кои што го критикуваат легитимитетот на вреди. Реално во тој аспект како гледате како функционира коалицијата? Ја видовме и во ситуации кога беше и со Уставниот суд, не помалку реагираат и од коалицијскиот партнер вреди. Еве на пример да речеме во случајот со министерката Јаневска, јас барем не видов дека некој од вреди имаше став секако од владата, го оценија недоличен тој однос вчера на времето на турбофолк патриотизам е завршено и поминато. Мислам, треба да се очекувам Советот за етика во медиуми да излезе и да го осуди однесувањето на особата, не знам ни како се вика, тоа не е прв пат, ова е трет пат во ред како се однесуваат недолично према министерката Јаневска, што не е за критика, не е ни за коментар, испод секој ниво е таков однос према министер. И времето на патриоти и предавници е завршено пред 10 години, сега е друго време на суверенисти и глобалисти. Само малце тоа се некои други теми. Жалам што некој е заглавен пред 10 години во таа мантра. Во таа мантра е заглавен пред 10 години и се обидов упорно да лови политички поени на таа приказна. Мислам дека јасно кажа премиерот дека коалицијата е стабилна, нема преговарање за нови членови во коалицијата, јасно кажува дека вреди останува и понатаму владин партнер. Тоа што ДУИ пробуваат да спорат некој легитимитет и ние 21 и 20 го споревме легитимитетот на македонскиот партнер во владата, па ДУИ тогаш го ги бореше, си тераа си продолжија да си прават тоа што си прават и они први го нарушија тоа што они денеска се на кое што денеска се повикуваат и апсолутно немаат никакво право да се повикуваат веќе на тоа. Владата по потреба може да обезбеди двотретинско мнозинство за битни закони во парламентот. Гледаме дека е стабилно парламентарното мнозинство, седниците во парламентот си течат, не се одложуваат до недоглед додека се исценкаат меѓу себе, кој што претходно го правеа СДСМ и ДУИ, така да апсолутно не држат никакви забелешки дека некој нема легитимитет во овој. Поготово, пардон, што да го дополнам, поготово после локални избори, како што ни се случи локални избори, резултатите од самите локални избори. Само да кажам, ова со професорката добри професорки, со професорката Јаневска воопшто не ја одразува реалната слика да биде тоа некој настан. Значи воопшто ниту албанците не се согласуваат со тој речник што го употреби овој господин, бидејќи за албанците веќе помина времето кога нивниот условно кажано национален интерес и национализам беше дезинтегративен. Сега интересот на албанците е внатре во Македонија. Сега интересот на албанците е да бидат активен фактор, така што ова што се обидуваме ние да правиме некој хероизам од тоа што го кажала, затоа што и самите албанци го осудуваат тоа. Веќе нивниот условно кажано национализам не е дезинтегративен. Шкендија сега не сака да биде првак во Косово и во Албанија.
Шкиндија сака да биде првак во Македонија. Оваа ситуација што е сега, меѓутоа ние треба да бидеме искрени и реални. Од една страна викаме дека е херој со тоа што не сакаме превод едно друго, ама сите пратеници во парламентот се со слушалките на уши. И тоа треба да бидеме искрени. И јас не сакам ова да го кажувам. Зошто да го кажам? Да ме мразат луѓето. Ама реалноста е таа. Од една страна ура, ние сме херои, од друга страна сите се со слушалките на уши. Добро, Така да на тоа, бидејќи видовме во последно време има повеќе притисоци од страна на дел од некои албански актери во Македонија, па девизата е дека треба да се почитува духот на Охридскиот договор во работата на Уставниот суд. Тогаш јас не знам ако еден политички договор треба да се прислика и во работата на највисоката судска институција, на што тоа ќе личи и во тој контекст, да, Уставниот суд е професионално тело и тука нема простор за никакви дополнителни гимнастики или било што. Ние можеме да зборуваме за онаму каде што има политика. Тоа е во парламентот, во советите на општините, во владата. Но, по самиот устав, тоа е еден од столбовите во државата е судскиот систем. И тука тоа е професионален момент и тука нема што да зборуваме и да правиме овет. Кој тоа не го разбира, не заслужува ни уставен судија да биде, не заслужува да биде Очекувате ли чинител да се во најде повторно, да се најде на дневен ред иницијативата за законот за јазиците? За употреба на јазиците. Бидејќи тоа Видете, јас веќе почна. колку што знаеме во јавност има во Уставниот суд неколку иницијативи, не една. Се сеќавате со шатори почна на Дуи Да, пред на крај завршија попарени кога Артан Груби им се најде на црна листа на Соединетите американски држави неколку дена како почна со шаторите. Но знаете како, треба да го оставиме Уставниот суд, конечно видовме дека имаме Уставен суд кој што може да функционира и да носи одлуки, да ги оставиме луѓето да си работат работата, да не ги оптеретуваме со политички притисоци. Бидејќи на сите нели и ние во девизата сакаме во ЕУ и правна држава, претпоставувам дека ќе се почитува. Тука само една реченица ако имате, да. Две реченици. Првата реченица тоа делот за етника и етником и вакво. Јас пак бидејќи не сум роден тука, не го гледам како го гледат луѓето. Ја мислам дека дали албанец, дали македонец, дали босанец, дали било што, ме интересира само да се работи, да се прави пари, да се купи нешто дома и да се напредува во неговиот живот. Не му интересира ништо друго. Значи, ова игрите со етника и со тоа нешто што многу старо, треба да се престане со ваква песна. И втората работа, треба здрава опозиција. Не може било која влада или власта да продолжува да владе без да има здрава опозиција. Така да се вратам на делот на опозиција. Која мора да има здрава опозиција за да има добра држава, за може да оди напред. Корективна власт. Така да, еве тие две. Благодарам За многу. здрава опозиција треба, например, се согласувам и јас тоа, само ние имаме неколку аномалии. Еве, например, Дуи е сега водечка, да речам, и по број на пратеници, тука се некаде. Сега Дуи е опозициона партија во Република Македонија или опозициона партија кај албанците? Каква опозициона партија? Добро. Мнозинството го влада прави тој што има мнозинство и се согласувам, ама за да се создаде опозиција како што треба во овој момент е многу тешко, треба многу Затоа треба сила, борба против храброст. корупцијата, владењето на право, Така, добро владење на така е, институции, се без овие согласувам. И три економија. не може ни ЕУ, ни ништо. Ви благодарам многу, И господа. на вас ви благодариме. Почитувани ви благодарам што вечерва бевте дел од Самовистина. Пријатно. Пријатно.